Добар ден, и од мене стартува 0M+ на телевизија Телма. Што се тоа скокови во развој и на каков начин се манифестираат во однесувањето на бебето? На оваа тема зборуваме со денешниот гостин, доктор Александар Сајковски, специјалист по педијатрија од Аџибадем Систина. Добар ден. Добар ден и благодарам за поканата. Ви благодарам што сте повторно тука. Ова е една тема која што ќе биде интересна пред се за тазе родителите, Да. бидејќи тие се соочуваат со промени во однесувањето на бебето, некогаш има некој воспоставен ритам кој што се менува, па бараат одговори. Се надевам дека ќе одговориме на голем дел од прашањата. За почеток, што е тоа скок во развој и дали е поврзано со она што старите велат, бебето менува? Да, прво поздрав до сите гости и ова е еден релативно нов термин, односно релативно нов стил на објаснување на развојот на детето, скокови во развој во основа, кој што фактички е слично, што велите, како што велат старите, детето ми се менува, внучето ми менува, ми расте во суштина. И тоа се моменти во кои што имаме и моторен, и психички скокови одеднашка во кратки интервали, во сознанијата кои што ги има детето. Детето кога ќе се роди по принцип, значи новороденото дете, ние често велиме се раѓа као табула раза, нели? Меѓутоа тоа баш не е баш така. Не е баш така. Она покрај својата генетска структура има и нешто што носи од типот на инстинктите и дел од информациите од својот тато и мама, да кажам. Меѓутоа, карактеристично е дека ако го гледате светот на цицачите, има една апсолутно докажана состојба дека нели исхраната со сопственото млеко, во основа таа е најбитна, колку повеќе има концентрација на протеини во млекото на одреден цицач, толку побрзи и поголеми скокови во развојот има, да речам во животинскиот свет, а кај нас човекот у суштина, без оглед и ние сме цицач како и другите цицачи на планетава, количината на протеини во мајчиното млеко е пониска и фактички зреењето на детето иде многу поспоро од колку што е во другиот, да кажем, животински свет. Така да, кај човекот, односно кај бебето, можете баш да ги видите тие развојни моменти. Например, многу е интересно кога ќе се роди бебето, оно првите 3, 4, 5 дена, фактички уште е онаа фаза на адаптација на живот од живот во матката кај мајката и во адаптација во надворешниот свет и веќе во самиот прв месец гледате значајни скокови во развојот, не само онака физички класично кажано во тежина или во висина, да кажеме, него имате и скокови кои што може да бидат во денови, па дури некогаш и во сати да се приметуваат, како детето има некои нови сознанија или нови реакции кои што ги прави, да речем, уште во првиот месец. Споменавте дека првите скокови се во првиот месец, но дали се тие индивидуални или се строго врзани за одредена возраст? Сега ова прашање ми е поврзано со одредени временски шеми кои што јас можев да ги најдам на интернет, на некои сајтови на стручни лица конкретно за доење. Велат, може да се појават во трети ден, 6 и 9, потоа трета, 6 и 9 недела, па трети, 6 и 9 месец. Или втори, 4 ден, па втори, 4 недела, втори, 4 месец. Може ли да се зборува за некоја ваква шема? Треба ли да се оптоваруваат родителите со следење на промените точно по ваков распоред временски? Добре што сте го нашли ова. Значи, не можеме да кажеме дека е апсолутно во денот. Нели? Сепак има елементи на индивидуалност малку. Значи, не може да биде апсолутно во денот или во саатот. Меѓутоа, има некои елементи во развојот кои што се сепак очекувани во одреден интервал, во одреден период, уствари, пардон. Например, да речеме дека почне да гуга бебето негде втори, трети месец, нели, убаво да почнува да гуга или почнува да седи четврти или пети месец, меѓутоа не секое дете седи на пети месец, може и на шести месец да седи, а да неговиот развој е сепак нормален, значи да не одскака од нормалниот развој, да нема некакви моторни или било какви психички проблеми и така натаму. Као што, напрочем, ви имате еден момент, детето, има деца што продуваат на 10-11 месеци, има деца што продуваат на 13 месеци. Сакам да кажем, не можеме да бидеме толку баш ригорозни и строги. Меѓутоа, ова добро што сте го нашле,
Затоа што е интересно од еден друг аспект, дека има нешто што се вика биоритам, ова тројка, шестка, деветка, да речеме, има нешто. Например, кога добиваме деца кои што се пред време родени, деца кои што бараат интензивно лекување, бараат неонатална интензивна нега. Оваа динамика до некаде може да се примени баш онака, чак може да е малку прецизно. На нас не е многу битен третиот ден. Зошто е толку важен тој трети ден? Например, не е битен, посебно за тие дечиња, третиот ден пратиме промени во централниот нервен систем, значи во мозокот. Тогаш ги правиме ехо прегледите, например, кога е дете на интензивна нега. Критичен ни е 6-ти, односно 7-ми ден. Ако тоа дете кое што е на интензивна нега ги помине тие 6-7 дена, шансите за преживување се многу поголеми. Тоа е врзано делумно со фактички со биоритамот и делумно со зреење на поедини системи, не дека за 3 дена ќе му созрее метаболниот систем на детето, меѓутоа се појавуваат дополнително функции на одредени ензими, на зајакнување на функција на одредени органи, кои што нас ни се битни за детето и затоа се тие, да кажам, ставени као 369, например. Али не можеме да бидеме апсолутно дека е строго, најстрого баш така дека мора да биде кај секој дете. Сепак секој дете има своја одредена индивидуалност. Во секој случај. Колку време најчесто траат овие промени кои што се врзани со скоковите во развој? Видите, кога ќе кажете повторно, еве да се вратиме на тоа, значи вие можете да добиете, кога е скок во развојот, многу е интересно, например, имате еден значаен скок во тек на првиот месец, да кажеме, првиот значаен скок е фаќање на дневно ноќен ритам. Значи бебињата цицаат на 3 сата. Уобичаено на 3 часа, да речеме, нели, оној ритам, да кажем, на доење. Меѓутоа почнуваат да прескакаат, обично навечер, да го прескакаат тие 3 сата, па може да оспијат 4. Родителите се загрижени, што да прават? Детето не цица, дали треба да го разбудат или не? Не треба да го будат. Значи, видите, не постои појак нагон во животот од нагонот за преживување, така и кај бебето. Тоа ако ќе огладни, ќе се разбуди, ќе ги разбуди родителите, толку е интензивен тој плач кога е оно гладно, што бидете сигурни тоа нема да ве остави да дишете, што викаат, нели? И тој плач, интензивен плач е знак дека бебето е гладно. Меѓутоа, ако оно почне да го фаќа тој дневно ноќен ритам, може да се случи наместо да се разбуди на 3 часа, да одспие 4 или 5 часа и тоа е сосема окей, не треба да се форсира будење. Будење да, само во случај ако во тек на првиот месец немаме доволен развој на детето во смисол на тежина, висина, особено на тежината, ако мајката, на пример, нема доволно млеко, па форсираме доење и форсираме да се појача лактацијата, па тогаш треба да го будиме детето, иначе нема потреба. Оно веќе го фаќа дневно-ноќниот ритам. Тоа е исто као еден голем скок што се прави некаде 5-ти месец, кога почнува дохраната. Дохраната почнува меѓу 4-ти и 6-ти месец и кога им велиме на родителите, тоа е веќе квантен скок во животот на едно дете, кога се воведуваат кашички, например, и кога велиме првата кашичка што ја давате треба да биде зеленчукова кашичка, треба да се даде попладне. Ние фактички од тогаш почнуваме да го учиме детето дека солениот оброк е попладне, односно тој зеленчуков, после и меснати кашички и така натаму, тоа е попладне, дека тоа се јаде, дека тоа е ручек. Значи, тоа е веќе еден, морам да кажам, квантен скок во исхраната, посебно кога ќе почне, тоа е веќе нов момент за познавање со нови моменти во животот. И еден многу голем квантен скок, сега ја малце скокам од месец у месец, меѓутоа е многу битен, би сакал да го кажам на гледачите кои што ја гледаат оваа емисија, огромниот квантен скок е некаде 11, 12, 13 месец, кога детето проодува. Значи, во тој момент, кога проодува детето, тоа одеднаш, како по дефолт што викаат кај сите деца, одеднаш паѓа желбата за храна. Така, не напредуваат доволно, повторно загрижени родители. Апсолутно. Значи, тука, обично, да речем, 95% од родителите прават иста грешка. Детето почнува да оди и почнува да идат по детето со тањерите. Да, тоа е по принцип голема грешка. Тоа е квантен скок страотен, знаете, тоа е момент во кој што детето почнува да го запознава светот со други очи. Оно одеднаш добива ноги, оно се движи, оно го гледа светот на друг начин и нема време за јадење. Значи, едноставно мозокот негов
нема време за јадење. Но кога ќе огладни, ќе јаде, што ги спомнавте старите, што викаат старите, ќе јаде и урок игра, ама не и да трчаме по него. Тука да ги вклучиме гледачите 3076-677, нека биде овој дел од емисијата контактен, доколку имаат некакви прашања, може да ги постават. Што е со оној момент кога бебето воспоставило некаков ритам? Спие навечер, цица редовно. Но сега му се јавува поголема желба да цица, постојано е на дојка и навечер се буди често. Дали тука сега се работи за скок во развој или пак може би проблемот лежи на друго место? Видите, значи, не би сакал уопште да се постави било каква дилема дека не постои бољи начин на исхрана од доење. Значи, не постои на планетава Земја се уште и во ова индустриско време млеко кое може да го замени мајчиното млеко. Но мајчиното млеко, кога бебето го пие, кога цица, има нормален биолошки ритам на варење во желудникот и во цревата. Значи, во моментот кога бебето го цица млекото, тоа млеко се метаболира во желудникот во наредните 2,5 часа. После 2,5 часа и 2 часа и 45 минути, млекото излага од желудникот, оди во тенкото црево и некаде тој период кога ќе се испразни желудникот, бебето почнува да плаче и бара да цица повторно. Единствен знак, ја ова стварно ги молам сите млади мајки да го имаат упредвид. Единствен знак дека детето е гладно е тогаш кога интензивно плаче. Не кога, например, вие ќе му ставите прст на уста, да речеме, оно се врте и почнува да го цуца прстот. Тоа не е знак на глад, тоа се рефлекси. Сега, управо ова се го кажувам затоа што тоа не можеме ние да го третираме као скок, како оно нон-стоп бара да цица. Не е тоа бара нон-стоп да цица. И не е дури, знаете, постои одредена поделеност во стручната јавност. Некои велат кога сака, колку сака, каде сака. Значи има поделени ставови. Од една страна. Тоа каде сака највише ми се. Така. Некои велат дека треба да биде на 2 до 3 часа, други пак педиатри препорачуваат кога бебето да побара да му се даде да цица, поделени се ставовите. Да, ставовите се во тој дел поделени. Ова посебно ми се допаѓа ова што го рековте каде сака. Јас сум еден од поборниците кои што вели дека не постои поплеменита слика уметничка кој ќе ја видите мајката како го дои своето дете. Впрочем и ние имаме, Мартиновски имаше такви слики цртано и се веројатно едно од најубавите слики. И во природата е таа слика најубава. Така ја ги поддржувам сите мајки кои што сакаат да ги дојат своите деца и во јавноста. Има тука, за жал, се уште сме доста назад на средина, доста мајки имаат, реакции према нив ако ги дојат надвор, но сепак доењето треба да има одреден ритам. Така. Доењето треба да има одредена динамика. Во колку се дои бебето нон-стоп, постои ризик да се поправи повеќе. Значи, знаете како, оно ќе цица нон-стоп и нон-стоп желудничето ќе му биде полно, а ние се бориме да се убедиме со родителите дека растот во тежина, во висина, развојот во тек на првата година треба да е балансиран. Ние не бараме дебели бебиња, затоа што деца кои што се дебелеат во првите 5-6 месеци, значи имаат поголема шанса да развијат покасно кои ќе пораснат одредени метаболички болести како што е, да речеме, шеќерната болест. Значи, идејата е да детето баш пропорционално расте. И стално ни е онаа реченица, им велиме на родителите, имате во предвид дека детето треба да ја дуплира својата родилна тежина на крајот на 5 месец. Детето треба 6,5 кила да има на крајот на 5 месец, а не да има крајот на 2 месец. Така. Имаме гледачи на линија. Да ги вклучиме. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Во програма сте, повелете кој е вашето прашање. Сакам да прашам нешто. Имам 6-месечно бебе. Значи во последните 2 месеца, од 4-ти месец негдека веќе кога влеговме, значи на АД млеко сме, и не ми качи истина тежина. Значи она се роди 4 кила, а сега е 8 кила. Докторите ми велат дека е добра, ама дека нема качено килаж, па ме интересува дали тука има некаков проблем. 6-месечно бебе, 8 кила е сосема добра тежина. Дечиња, еве сега, кога ова е прашање исто интересно од друг аспект, ние кога велиме дека детето треба да ја дуплира тежината на крајот на 5 месец, тоа е кое дете кој е родено меѓу 3 кила и 3 кила и 300. Деца кои се раѓаат со поголема килажа, 4-5 килограми, например,
они нема да ја не би требало да ја дуплираат тежината на крајот на 5 месец, нели? Они повторно ќе дојдат некаде околу 7 кила, така да ова дете е добро пораснато. Меѓутоа е прашање, бидејќи е на АД млеко, прашање на воведување 6 месеци дете треба да е веќе воведена дохраната кај него, да се почне, нели, со дохрана, по принцип. Да го слушаме прашањето и на следниот гледач. Добар ден, повелете, во програма сте. Добар ден, голем поздрав до вас и до гостинот. Благодарам. Имам една годишна ќерка, она се уште е доен. Така? Но ја почнав да ја давам кашички да јаде од 4-ти месец. Она многу слабо ми јаде. Баш преска зборуваше докторот нешто за храната кога ќе почне да оди. Бебето почна да ми оди. Сега уште послабо јаде, но и претходно исто јадеше многу слабо. Дали тоа може да биде нешто во врска со развојот? Имам уште едно прашање. Има месец дена како ќерка ми почна да мокри зелено. Дали тоа може да биде од храната, затоа што сите анализи ги направив и све анализите излегува дека се во ред и ме плаши тоа што мокри зелено. Дали тоа може да биде од тоа што седи давам појака храна или што може да биде, ако може да ми каже доктор? Мокрачето не треба да е зелена, тоа сигурно, но тоа треба да се провери во секој случај. Но она што би сакал да кажам тоа е дека ова е прашање на едно од клучните прашања која се врти во јавноста. Првото прашање е должина на доење. Така. До кога треба да се дои едно дете, значи кога треба да се заврши доењето, односно да се премине на стандардна храна. И ако имате поголем дел од препораките да се дои дури и Светска здравствена, нели, препораките до 3 години да се дои. Иако поголем дел од педиатрите ќе советуваат да порано се прекине доењето. Второто клучно прашање е кога почнува дохраната. Значи, ова што го праша гледачката. Значи, знаете како во... Некои се држат стрикно, до 6 месеци не даваат никаква дохрана. Сега препораките се променети меѓу 4 и 6 пред се за некои алергени. Светската здравствена организација и УНИЦЕФ, нели, јас сум член на комитетот за доење кај нас, се бориме да го прокламираме доењето колку може повеќе. Но она што е клучно битно, што да речеме во Европска унија правилата се дека дохраната почне меѓу 4 и 6 месец. Зависи од дете до дете. И дека од 4 до 6 месец треба да се почне со дохрана, вклучително сокови и кашички. И по најголем дел од правилата, тоа е еден документ кој што е издаден на ниво на Европска унија на 130 страни, значи правила за исхрана на деца од 0 до 18 години во Европа. И таму ќе видите дека, например, има некои работи кои не се идентични со некои препораки што се дадени дури и од Светска здравствена организација. Например, дека глутенот треба да се внесе меѓу 4 и 7 месец, значи никако пред 4, али не и после 7 месец, дека детето треба да се запознае. Кравјето млеко да не се дава апсолутно во тек на првата година, или било кое друго млеко, дека дури во втората година треба да се оди со адаптирани формули, значи да не се оди со кравје млеко, а метаболитите од млекото, као што се сирење, кашкава, кисело млеко, например, може да се даваат без проблем. Значи, да не биде доминантна храна кравјето млеко, кој е вака во историјата најчесто се користи кај нас. Така, кај нас многу често, но и многу рано. Меѓутоа, она што ние го инсистираме, тоа е дека треба да се зголеми бројот на деца кои што се на доење. Значи, ние за жал имаме се уште релативно мал процент на мајки што дојат, релативно помал процент, и време траењето на доењето е за жал се уште кратко и во Македонија и во доста земји, нели? Но и во Македонија, меѓу другото. А не постои подобро млеко од мајчиното млеко, нели? Тоа е најдобро. Што е со децава што немаат апетит? Детево, мајкава се јави дека низиното дете нема апетит. Како во овој случај да постапи? Знаете како? Видите, детето има, тоа е неверојатно нешто. Значи, таква интересна биологија. Децата, бебињата, знаат точно колку им треба. Значи, они јадат онолку колку што им треба. Така. Не умрело дете од изгладнување. Ниедно дете на планетава Земја не умрело од глад, верувате. Ама тешко е да се прифати таа информација. Во Африка децата умираат од што немаат што да јадат. Меѓутоа, кога ќе огладни, оно ќе јаде. Така да не треба да се силува со храна детето. Значи, треба да јаде умерено и нека, нели, вижљасто дете, да кажам сега, не да кажам слабичко, е подобро од тие деца се нешто поздрави покасно. Имаме уште еден гледач со прашање. Добар ден, повелете, кој се јавува?
Гледачка од Скопје. Повелете, кој е вашето прашање? Вака ме интересира, мајка сум на 5-месечно бебе, до име, од пред нецели 4-5 дена наназад, ни крена температура. Температурата е околу 37,1, 37,2, значи ни горе ни долу, тука си е, до ден денес. Матичната ни кажа дека е во прашање вироза и мене ме интересира дали е можно толку временски период да трае таа вироза со толкава температура. Значи неа ни крева, неа ни спушта, си стои со 37, со 1 до 37, со 3 максимум. И сега дали да се грижам дека е тоа нешто као на плуќа, бебето не ми кашла, не ми се мрсувави, а едноставно само температурата ме плаши. Мислам дали е за плашење. Така, благодарам што се јавивте. Да, ви благодарам. Значи, температурата се зависи и како се мери. 37 степени е нормална температура на кожа мерено. Ако се мери под мишка на кожа, да кажеме, нели кај децата, да кажеме, или дигиталните овие што мерат. Ако се мери во увце, например, или во газето, тогаш и 37,5 е нормална температура. Ако детето, матичната кажала дека има вироза, може да има 5 дена температура. Впрочем, наједноставно споредите го сигурност имале грип некогаш, настинка, нели вие 5 дена, 6 дена лежите у кревет, не ви се ни јаде, нели малаксело, слабост, па и температура. Така да може да има 5 дена температура, тоа не е исклучено, ама меѓутоа ако надмине 7-8 дена, тогаш треба да се јави за преглед. Доктор Сајковски, со последно прашање малку излеговме од темата, но тоа би било се, бидејќи повеќе немаме време. Јас имав уште некое прашање, или еве сосема накратко, дали воопшто престануваат тие скокови во развојот додека детето расте? А тие скокови завршуваат на 18-та година, а и тогаш е прашање. Така. Ви благодарам што бевте дел од Нула Импулс. Се гледаме повторно кога ќе зборуваме на некоја друга тема. Благодарам. Тука го закружуваме денешното издание. Гледајте не секој работен ден од 12 до 12:30 на телевизија Телма. Пријатно.